До забрзан економски раст на Македонија преку највисоката финансиска рамка од 6 милиарди евра обезбедена преку стратешкото партнерство со Обединетото кралство. Според економскиот институт Finance Think, инвестициите во стратешки инфраструктурни и капитални проекти се клучни за развој на економијата. Оттаму анализираат дека ваквите инвестиции имаат мултипликативен ефект врз економијата. Од една страна го потикнуваат растот преку директно ангажирање на градежниот и сродните сектори, а од друга страна поставуваат основа за зголемена продуктивност и конкурентност на долг рок. Од Finance Think анализираат дека овој договор ќе ја продлабочи не само економската и политичката соработка со Британија, туку и ќе интегрира побрзо Македонија во пошироките глобални економски текови. Сепак предупредуваат дека од фискална и техничка гледна точка постојат ризици за зголемување на долгот, па затоа британскиот заем не смее да ги намали напорите на владата за фискална консолидација. Инвестициите во железничката мрежа, например, не се само логистички подобрувања, туку и стратешки чекори за зголемување на регионалната поврзаност, ефикасноста на транспортот на стоки и луѓе и интеграцијата со трансевропските транспортни коридори. Вложувањата во здравствени капацитети представуваат суштински одговор на долгогодишните слабости во здравствениот систем, особено во делот на еднаков пристап до квалитетна здравствена заштита надвор од главниот град. Бизнисот ја поддржува намерата за вложување во капитални инвестиции во железницата и здравството, но она што е клучно за домашната оператива е да биде вклучена во проектите, а не да се повторуваат грешките од минатото, кога домашните компании имаа многу мал ангажман во стратешките проекти. Апелираат надлежните да бидат внимателни околу условите под кои ќе се гради и ќе се ангажираат домашните градежни фирми. Кога се зема заем во УКАФ обема, се најавува инвестиции во железница и во медицина, тоа треба сите да нарадува и треба несомнено сите да го поддржиме. Видот и начинот по кој што ќе се зема кредитот, со оглед на тоа дека ќе се инвестира во работи во кои што нашите градежни компании, да бидеме реални, нема некоја големо искуство, поготово во 10 години. Апелираме да биде многу внимателен и апелираме да сите негативности кои произлегува од други вакви слични договори ги утврди. Стопанската комора очекува домашните компании да имаат 70% учество во изградбата на брзата пруга од Табановце до Гевгелија и обновата на болниците во Штипкичево и Тетово. Признаваат дека нивните капацитети се делумно ограничени за да може да ја поддржат широката градежна експанзија низ земјава, но подготвени се да работат во ницкоградбата. Првиот човек на комората, Бранко Азески, вели дека македонските градежни компании долго биле запоставени и затоа било важно тие да бидат вклучени и проектите да ги изработат квалитетно. Ние не очекуваме да се направат чуда и да имаме повеќе компании од реално што постојат, така да ќе бидеме задоволни нашите компании да добијат работа. Дали ќе била 70 или 65 или 55 од работите, тоа што ќе го сработат да ги изработат квалитетно и да имаат можност да конкурираат и на други проекти надвор од Македонија. 6 милиарди евра ќе се реализираат преку проектно финансирање, односно серија на кредити, а рочноста ќе зависи од проектите. Заложбите на владата се да се испреговара грейс период кој ќе биде еднаков на периодот потребен за подготовка на проект, односно да враќаме пари откако проектот ќе стане профитабилен. Според македонската влада, освен што добиваме финансиска поддршка, клучно е што ќе имаме пристап до британската експертиза од британската јавна администрација, како и британскиот бизнис сектор. Се работи за Crossrail. Тоа е компанијата која што ја изгради најновата и најдолга метролинија во Лондон. Првата дигитализирана метролинија во овој дел од светот. Тоа е метролинијата Елизабет, која што беше крстена по кралицата Елизабета и отварањето на оваа линија беше последниот јавен настап на кралицата пред за жал да почине. Така што зборуваме за тој вид на експерти, само овој проект беше во вредност од 20 милиарди фунти. Значи, само овој проект е 4 пати поскап од тоа што ние го имаме како аранжман. Со тој профил на луѓе разговараме да дојдат и да ни помогнат. Договорот влада со влада е резултат на стратешкото партнерство за кое се спогодија 20 премиери во Тирана на маргините на самитот на Европската политичка заедница. Следен чекор е ратификација на договорот во собрание, а треба да го усвои и британската влада. Првите 2,2 милиарда евра ќе се потрошат за изградба на брзата пруга Гевгелија-Табановце, изградба и реконструкција на болници во Штипкичево и Тетово, како и за изградба на медицински факултет и студентски дом во Штип.